Слушај ваму, може би малку воредно, но во право време. Драги мои, бојкот. Ова е мојата потрошувачка кошничка која ќе биде во петок. Празна. Нема да одам во маркет, нема да одам ни во кафеана, нема да одам ни во кафуле, нема да одам ни на шопинг. Едноставно ќе одседам дома. Ќе завршам работа и ќе си завршам све. Сакам да испратам порака. Зборам од моје име. Сакам да испратам порака на сите големи продавачи, препродавачи, накупувачи или разничачи мачи, дека ми е збогтисано, дека е прескапо. Се ми е прескапо. Луѓе мои, купувам, пријател мој ми носи од Германија поевтина храна, поевтина облека, поевтино све. Ми ја покажува сметката за струја му е поевтина. Се му е поевтино. Па телефонот му е поевтин, интернет му е поевтин, вода му е поевтина. Полека бе малце. Па што сме ние овдека? Махараджи ли сме? Бедуини најобични во пустиња, а не третираат ко да сме шеици, ко да живееме на нафта, како да имаме пари колку што сакаме. Неделата вечер, ја и неколку души на Твитер, бившото Твитер сега X, единствената слободна платформа социјална, која како домино ги потикне и другите да се ослободат пред се Фејсбук, се договоривме да го поддржиме бојкотот, што беше направен и во Хрватска, најавен и за Босна и за во Црна Гора, бидејќи видовме дека ја имам и свој блиски роднини, први братучеди во Хрватска, и во комуникација со нив ми рекоа дека абнормални биле цените, иако нели таму се смени од евро, куната у евро отиде, па качиле цените, нема врска тоа. Скапа цена е скапа цена. Но она што имало ефект е дека после тој еднодневен бојкот на 24 јануари, цените паднале, биле коригирани многу поповолно за потрошувачите. Сакам и кај мене така. Еве ќе се обитам. Сакате бојкотирате, сакате не бојкотирате, ваш проблем. Ја ќе си одремам дома, ќе си изгледам некој филмче, ќе се подружам со фамилијата, ќе идам негде на гости, не влегувам ни на бензинска пумпа, не влегувам ни во семкарница, ни во маркет, ни во бирцус, ни во пилјара, ни на пат, нигде. У петок ја немам намера да трошам пари. Едноставно да испратам на сите порака пред се на овие големите дистрибутери, каде што најголеми, ние сме најмногу ги трошиме парите по маркетите за основни животни артикли, прехамбени артикли. Човече, па ова не е живот, едноставно ова е преживување, не е живот, едноставно. Интересно е дека овој бојкот ќе се одржи во петок и во Србија, каде што ќе се бојкотираат пред се големите маркети, како што се Конзум, Лидер или кои се веќе е таму. Интересно е дека е веќе најавено за во Босна и во Црна Гора, но уште поинтересно е што веднаш се јави опозицијата која очекувавме интересно да го поддржи, нели, од популизам, еве ние сме со страна со народот. Не, они искористи ова да кажат дека власта го поддржала бојкотот затоа што покажува дека не успева да се справи. Дечки, вие се справивте. Ја памтам дека вие кога бевте на власт, маслото ни отиде и до 180 денари за литар. Не се. Сакам само да кажам дека ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски со многу емпатија и сочувство за народот дадоа поддршка на овој бојкот, со што очекувам тој да биде масовен и во петок да испратиме силна порака дека не партиска, напротив, да испратиме граѓанска порака дека не се согласуваме со овие високи цени. Некој ќе каже дека државата требало да преземе мерки, за жал.
сакаат да ве заложат дека државата ништо не презал. Уште пред Нова година за католички Божик веќе беа истакнати оние мали цени кај што беше, нели, владата се грижи, каде што беа лимитирани цени на некои базични основни животни продукти кои ни беа нам значајни, а со кои требаше, нели, да се ограничи абнормалниот скок на цени. Тоа не помогна, знаете зашто? Затоа што цените ги фиксираше владата, им даде насоки, дури ги казнуваше. Мува не ги лази. Толку им е голема заработувачката од тоа што не драпаат и што си удираат маржи максимални, да мува не ги лази. Но оваа порака сериозно удрила кај хрватите и се надевам дека ќе ги почувствуваат и нашите. Така што не е битно кој ќе ја поддржи и кој ќе ја омаловажи, битно е ние граѓаните да покажеме заби, да покажеме дека можеме да бидеме слободни, а понатаму можеме и кафани, и гориво, можеме и банки, и камат, и се она што не тишти многу поорганизирано и посилно да удриме. Еве шанса да направиме нешто и никој да не смее да ни писне и да ни замери. Некој од инат ќе иде, некој нема да иде. Но во секој случај, благодарам на оние што ќе дадат поддршка, благодарам на оние што нема да дадат поддршка, барем ќе знаеме кои сме и кој што си мисли едни за други. Ова е апсолутно непартиско, овде треба да бидат вклучени и македонци, и албанци, и роми, и срби, и турци, и сите националности што живеат во народи и народности во Македонија, како и веќе да се изразам, бидејќи сите не удира по џеп. Нема тука сега да се смилуваме, ово е нашиот, нема, не, за сите. За сите ова мора да покажеме малце, бидејќи стварно е претерано. Денеска се јавував во Германија, се јавив и во Америка, утре ќе имам и фотографии и ќе имам потврди. Цените на базичните, основните животни намирници во светот се секаде поевтини од што во Македонија. Па не ме правите луд. Слушај, баба.